Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Заев да му плати 50.000 евра на Груевски, пресуди судот. Кривична пријава оти неовластено продавал гробни места на буковските гробишта. Христовски со реакција за вчерашната кривична на полицијата. Холивудска екипа ја скенира Битола. Лидерот на СДСМ Зоран Заев треба да му плати 50.000 евра за повреда на личните права, угледот и честа на премиерот Никола Груевски, одлучи денеска Основниот суд Скопје 2. Судскиот совет со кој председаваше судиката Весна Калковска во целост го прифати тужбеното барање на премиерот Никола Груевски. Во краткото образложение судот прифатил дека Заев со одржаните пресконференции на кои говорел за криминална продажба на Македонска банка го наклеветил премиерот, односно го нарушил неговиот углед и чест со тврдењата дека примил подкуп. Одлуката беше донесена откако во 12 часот беа дадени завршните зборови за процесот кој траеше неколку рочишта. Премиерот Никола Груевски го тужеше лидерот на СДСМ Зоран Заев за клевета и навреда за случајот со продажбата на Македонска банка. Заев пред неколку месеци обвини дека премиерот Груевски лично ја продал Македонска банка на српскиот бизнисмен Јовица Стефановиќ Нини. Наводно, според тврдењата на СДСМ, при продажбата премиерот добил 1,5 милиони евра во кеш. За ваквото обвинување премиерот поднесе тужба против Заев, со која првично побаруваше одштета во висина од 500.000 евра. На вчерашното рочиште, на кое сведочија и Груевски и Заев, адвокатот на премиерот соопшти дека го намалуваат оштетеното побарување на 50.000 евра. Кривична пријава оти неовластено продавал гробни места на буковските гробишта. Денеска Битола во билтенот на МВР со многу настани каде постапувала полицијата, најповеќе во делот на откривање на дроги. Севера Битола денеска со повеќе кривични пријави. Една кривична пријава против лице за злоупотреба на службената положба и овластување и 4 кривични пријави за лица за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. За злоупотреба на службената положба и овластување за сторени 3 кривични дела се товари лицето со иницијали ЈП, 51 година од Битола, вработен како одговорен на буковски гробишта во јавното претпријатие Комуналец Битола. Имено пријавениот во текот на 2011, 2013 и 2014 година на 4 лица од Битола им продал 6 гробни места, при што парите не ги внел во благајната на јавното претпријатие Комуналец, а согласно договорот за вработување немало властување да врши продажба ниту да прима уплата за гробни места, со што го оштетил претпријатието во износ од 106.800 денари. Савара Битола поднеси кривични пријави против 4 лица од Битола за сторени кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори. Првата пријава била поднесена за лицето со иницијали В на 31 година од Битола, каде на 11 февруари оваа година на улицата Наум Наумовски Борче од страна на полициски службеници е извршен преглед на патничкото возило Даево Рейсер, во кое бил пријавениот и уште едно лице, при што кај ВН е пронајдено најлонско пакување со 0,36 грама марихуана. Втората кривична пријава е поднесена против 21 годишниот ЕР од село Ивањевци, кога на 18 ноември минатата година од страна на полициски службеници е извршен преглед на пријавениот, при што е пронајдено едно најлонско пакување со 1,2 грама марихуана. Савара Битола поднесе кривична пријава и против БЛ, 23 години од Битола, пријавениот во периодот на јануари и февруари 2014 година во повеќе наврати му продавал марихуана на лицето КМ за паричен надомес од 300 денари, кој на 14 февруари оваа година во Битола на улицата Довлеџик од страна на полициски службеници е забележан и при прегледот му е пронајдено 1,27 грама марихуана, а на 19 февруари оваа година од страна на полициски службеници на улицата Драгорска во Битола е извршен преглед над пријавениот, при што му се пронајдени 37,4 грама марихуана.
Кривична пријава заработи лицето со иницијали ГВ, 32 години, од Битола за сторени кривични дела, неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни супстанции, прекурсори и овозможување на употреба на наркотични дроги. Имено во октомври минатата година од страна на полициски службеници е сопрено такси возило кај местото викано Кукуречанска раскрсница, во кое бил пријавениот, и при извршен преглед кај него е пронајдено најлонско пакување со 0,52 грама хероин. Во јануари оваа година во подрум од зграда на улицата Прилепска од страна на полициски службеници се затекнати пријавениот и МС како конзумираат опојна дрога хероин, а при прегледот е пронајдено 0,27 грама хероин. Денеска пресконференција на поранешниот секретар на Црвениот крст од Битола, кој полицијата го товари за присвојување околу 2000 евра, негира дека такво нешто се случило, се било регуларно, но вели дека оти не му е јасно зошто полицијата не ги зела во предвид неговите материјални докази. Дека ова е само еден обид, нечи обид, да се фрли љага на моето име, а јас се обидувам преку докази, со материјални докази, да докажам дека сето ова е само една фарса и обид да се дискриминира мојата личност. Од фактите видно е дека во периодот јуни, односно август, некаде од 19 до 29 август 2011 година, некаде околу 33 волонтери учествуваа на меѓународниот камп во Бурса со младите волонтери, односно со нивните родители, секако по претходна одлука на извршниот одбор, и сето тоа беше најрегуларно и најлегитимно. Се изврши превозот, се плати превозот, имавме обезбедено едно мало спонзорство во вредност од некаде 27.000 денари, и тоа исто така влезе во цена, така да јас воопшто тука ниту гледам, и сите кои се во правото и сите луѓе тука во ниту еден момент ниту ќе видат дека има битие или некакво дејание кој се коси со правилата на нормалното или вообичаеното работење. Затоа велам, вчера бев изненаден, затечен, затоа што ето тука ги носам и сите податоци, односно сите материјални докази кои беа достапни и до МВР. Остануваме кај парите, но сега за отпишувањето на долговите на социјалните случаи. Интересот за отпис на долговите е голем, а до сега 17.600 граѓани поднеле барање да им бидат простени долговите заради тешката економско-социјална положба во која се наоѓаат, вели вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Тој денеска ги подпиша договорите со компаниите доверители кои доброволно се приклучија кон владиниот проект и одлучија да им ги простат долговите на граѓаните од социјално ранливите категории. Денес пријавени се вкупно 17.600 лица, односно имаме 17.600 барања за отпис, што значи дека имаме висок степен на интерес на граѓаните, голем интерес на граѓаните за овој проект. Очекуваме некаде до 12 октомври, до кога ќе трае рокот за пријавување, да имаме значителен број на граѓани кои што дополнително ќе достават барања, што значи ќе се исполнат очекувањата за масовен одзив на граѓаните кои што спаѓаат во соодветните категории. Износот со кој што ќе се вклучиме се уште не е прецизно утврден, меѓутоа, или како што веќе до сега презентирано, тој ќе зависи во голема мера од апликациите на заинтересираните граѓани, но како и да е, тој износ по проценките во рамките на Сдруженијето на банкарство не представува износ кој на било каков начин ќе направи пореметувања во билансите на банките. И она што е исто така важно е какво време ќе имаме до крајот на неделата. Претежно облачно и врнежливо време и денеска, сепак во однос на вторникот врнежите ќе бидат малку поретки и послаби. Во текот на денот ќе има и повремени сончеви периоди. Температурата ќе биде слична на онаа во вторникот.
Четврток ќе биде потопол во однос на вторникот и средата за околу 3 степени. Се очекува умерена облачност со подолги сончеви периоди. Во текот на денот повторно ќе има повремен локален дожд, но значително послаб за разлика од вторникот и во средата. Петок ќе има слична температура со четврток. Максималната ќе има вредност во границите од 22 степени Целзиусови до 28 степени. Попладне повторно ќе има наоблачување кое ќе донесе дожд на повеќе места низ земјата, а локално овие врнежи ќе бидат поинтензивни. За најголемиот фестивал на филмската камера. Филмски рекорди во Битола, градот пред фестивалот Манаки. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: каде ќе студирате? Во градот каде што живеам, во Скопје, надвор од Македонија. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Ректорската управа на Битолскиот универзитет задоволна од бројот на пријавени кандидати во вториот уписен рок. Третиот е на 15 септември. 792 ново пријавени студенти на вториот уписен рок за додипломски студии на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола од ректорската управа задоволни се од бројот на запишани кандидати и од првиот и од вториот уписен рок. Во првиот уписен рок, значи, имавме 1307 вкупно пријавени кандидати на сите високообразовни институции на ниво на универзитет, на сите единици на универзитетот. Во вториот уписен рок имаме вкупно 792 пријавени кандидати, што значи дека вкупната бројка на пријавени кандидати 2099 во двата уписни рока. Тоа значи дека оваа бројка е бројка која што е на ниво од минатата година и еден висок процент, околу 60% на реализација од бројката која што имаме како можност за пријавување, што е висок процент од аспект на сето на што значи образовна понуда во Република Македонија и број на кандидати кои што се заинтересирани за студирање од аспект на бројот на средношколци, матуранти и така натаму и така натаму. Најголем интерес во вториот уписен рок кандидатите покажале за Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, Факултетот за туризам и угостителство, Факултетот за безбедност и Правниот факултет. Битолскиот универзитет ќе спроведе и трет завршен уписен рок за додипломски студии на 15 септември. Право за конкурирање ќе имаат и матурантите со положена училишна матура и завршен испит. Очекуваме и во рамките на третиот уписен рок да имаме еден број на пријавени кандидати од прилика како и минатата година и да оствариме сличен, ист или резултат кој што е сличен на резултатот кој што го направивме минатата година, во едни услови кои што значи универзитетот да прави многу големи напори во делот на трансформациите, процесите на промени и во однос на сето на што значи функционирање негово, за да може овој број на студенти да се повторно реализира во едни уште посложени услови од аспект на конкуренцијата и од аспект на бројот на можни кандидати за запишување на сите универзитети во Република Македонија. Според конкурсот во прва година до дипломски студии за академската 2014-2015 година на Битолскиот универзитет може да се запишат 3665 студенти. Холивудската екипа која ќе снима промотивни филмови во Македонија, а кои ќе се емитуваат бесплатно на американската CNN, овие неколку дена ќе престојуваат во Битола. Македонија била како Швајцарија, што се однесува до разноликоста на културите. Ја скенирале старата чаршија, си купиле очила и капи, со нас се сретнаа во Битолскиот музеј. Фасцинирани се од храната и од луѓето. Маја Богоевска. Перси Вон Липински, поранешен дипломат, наградуван новинар на CNN, уште попознат и како патувачки гуру и во последните години дел од Universal студиото во Холивуд, како ловец на атрактивни локации, се наоѓа во Битола заедно со екипата која наредните денови низ цела Македонија ќе снимаат промотивни филмови за Македонија. До сега беше прекрасно патување, турата е прекрасна. Кристијан ни помогна околу организацијата.
Почнавме во Скопје, тргнавме околу низ земјата, сега сме во Битола, каде забележавме огромен потенцијал за туризам тука. Многу е добро. Тие во Битола пристигнаа вчера. We went to, I don't know if I can say his name, Peche Svetlatsky, to his house, slow food, very Бевме slow кај food, Пецет во Вила all Дихово, се natural. запознавме со And, Slow Food, where else? сместени сме во прекрасен Yeah, in хотел Villa de Jovo, и знаете of course, што? yeah. And a lovely stay in our hotel. And you know what? We went to the casino. Бевме во last казино night. вчера и изгубивме. Вие And we победивте, lost. а ние изгубивме. You won, we lost. Денес денот им започна со скенирање на старата битолска чаршија. Yeah, you know what? I don't have them with me. I bought Си some купив очила и sunglasses капа и there мислам and, дека and a тоа hat. таму го правеле And, неколку I стотици think години, people have been doing не that продавале there for очила, но hundreds of нешто years. друго Maybe not сигурно. sunglasses, but they've been buying stuff there, so. Јадевме многу Yeah, добра we храна, had, доручек, ручек и some вечера. great food, Искусивме some многу local food, топла of course. We've гостопримливост. had, breakfast, Кога lunch, патувате, dinner, се разбира дека experience some of зградите the, и warm архитектурата hospitality. You know, when е она you што travel, гледате. Но она of што course, the навистина buildings and the го architecture are the искусувате first thing се you see, луѓето. but the things you really experience are the Тука people. има навистина And прекрасни that's been луѓе на just секој wonderful. чекор. We've had Ни truly, помагаат, really, you know, не wonderful знаат people кои at every сме. step of the way. Helpful. Ние им They изгледаме don't know како who we are. просечни They just- луѓе. we just Не look не like третираат average бидејќи сме people. So посебни they're not луѓе. treating us Тие не because we're третираат special. онака како што се They're just однесуваат treating со us сите. the way we are, the way they do Може with тоа да се everybody. You could почувствува feel во that in the, околината. surrounding area here, so it's great. Го посетија и музеот каде беа примени од раководството и добија подароци, промовирачки материјал за Битола. Беа воодушевени од големината на музеот и со нетрпение чекаа да видат што се нуди. Самиот Липински вели дека многу се интересира за историјата и корените на народите и земјите. I've been calling Macedonia kind of the Ја вика Switzerland of the Македонија, Balkans. Швейцарија на You've got all these Балканот. different Ги имате cultures, сите and they're овие all култури. coming from Сите different доаѓаат parts. од I различни recognize страни. parts of my Тука own препознав heritage дел here. од So моите I've got корени. some Имам Russian руска и and хрватска Croatian blood, крв. and I'm sure we probably walked across Macedonia at one time. Еве ова овде It's е in my vein, балканска right there, вена. right there. You see, that's a Balkan vein right there. Воодушевен е и од Чироксокак, а наредните дестинации се Хираклија и Пелистер. Well, I wear two hats. Јас тука I have my носам две tourism капи, hat една that е I'm моја wearing капа right now. за It's a туризам, која ја tourism носам promoter како because I know a промотор lot на of the people in туризмот. this business. Ги знам луѓето од овој бизнис. Работев во CNN долги години, бев главен новинар кој патуваше низ земјите и ме викаа патувачки гуру. Сум бил во многу земји. Кога споредувам, Македонија е на високо место. Кога одите во земјата ги гледате луѓето, храната, културата, историјата, сите тие работи комбинирани во едно место. Вие го имате сето тоа во Македонија. Некојаш велиме помалото е подобро. Не мора да биде колку Русија, за цела почет кон Русија. Може да бидете мала земја и да имате многу да понудите, бидејќи од едно до друго место се стигнува многу брзо. Неколку сати до Охрид, до Скопје. Она што мене ми се допаѓа е што имате многу различни култури и јадења во една релативно мала земја. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот од 24 август до 10 септември организира инфотура за Липински, репортер, новинар, продуцент, преку која ќе се запознаат со природните и културните убавини на нашата земја. Липински заедно со својот тим на соработници ќе снимаат 15 кратки и промотивни филмови за Македонија кои ќе се еметуваат на 5 странски јазици на YouTube, ќе бидат промовирани на социјалните мрежи ширум светот и на неколку од светските познати медиуми, меѓу кои и на CNN. Годинешниот јубилеј на фестивалот ќе се одвива под слоганот "Кон звездите". Добитник на специјалната награда Златна камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност е Лука Бегаци, а добитник на наградата за животно дело Златна камера 300 е англичанецот Крис Менџис. На вчерашната пресконференција, министерката за култура потенцираше за вложувањето во филмската уметност, а директорот на Центарот за култура зборуваше за рекордите во Битола. Почитувани присутни, дозволете ми во оваа прилика да истакнам дека филмската дејност во Република Македонија во последните години со големите заложби на владата на Република Македонија и Министерството за култура, како и на Агенцијата за филм, забележа на вистина голем подем. Во последните 7 години се поддржаа преку 156 филмски проекти, долгометражни, документарни, анимирани, кратки. Се реализираа голем број на учества на меѓународни фестивали, на кои се освоија навистина голем број на награди. Една бројка што е валоризација, значи, на уметничкиот труд и потенцијалот на македонските филмски работници и на македонската филмска уметност. Исто така се воведоа, сакам да истакнам и повеќе мерки, кои овозможија долгорочно креирање на еден поволен,
амбиент за остварување на филмската дејност, односно создавање на систем за потикнување на филмското творештво и негова промоција на национално ниво и во меѓународен контекст. Новиот закон за филмска дејност, кој што се донесе минатата година, утврди повеќе бенефиции за домашните и странските продуценти, односно со неговата имплементација се обезбедува поголем фонд на средства за финансирање на филмската дејност, продукција на повеќе филмови и нивна застапеност во киноприкажувачката мрежа и на телевизиите. Исто така, законот овозможи за средствата вложени во реализација на филмски проекти на територијата на Република Македонија право на поврат на дел од вложениот капитал во 20%, значи од вложениот капитал. Оваа поволност во значителна мера ја зголеми атрактивноста на Република Македонија како земја која поседува еден голем потенцијал и инфраструктурен капацитет за реализација на филмски проекти. Ако изминатата година ја имав честа да ја промовирам новата дигитална опрема која што ја набавивме, секако благодарение на огромната поддршка од Министерството за култура, Агенцијата за филм, Еуримаш, Општина Битола и секако фестивалот Браќа Манаки. Оваа година уште поголемо е задоволството да се каже дека таа опрема не е само за фестивалот, како што тоа и го кажавме, и вчера имавме можност, после 10 месеци од функционирање на 3D киното во Битола, да го имаме 30.000 гледач, една навистина одлична бројка. Ова не го кажувам случајно, бидејќи ги консултиравме и Државниот завод за статистика и согласно податоците од 1992 година до денес, 2014 година ќе биде година каде што ќе има најголем број на кинопосетители во Битола и тоа секако влегува како дел од заложбите на Министерството за култура и на Агенцијата за филм, на фестивалот Браќа Манаки, да на голема врата се враќа кинокултурата во Република Македонија. Во меѓувреме и веста дека филмот До Балчак на режисерот Столе Попов е единствениот пријавен кандидат за македонски кандидат за наградата Оскар. Комисијата ќе одлучува дали овај филм ќе ја представува Македонија во конкуренцијата за Оскар од неанглиско говорно подрачје. Еве што донесува светот. Уште еден американски новинар обезглавен од џихадистите на Исламската држава. И за други вести од светот по паузата, останете со нас. ...270 настани во рамките на овогодинешното издание на Битфест. Малиот битолски Монмартар гостуваше во Хонг Конг. Нинџа желките уште денес во 3D киното во Битола. Заев е виновен за клевета, пресуди судот во случајот во кој премиерот Груевски го тужеше за јавно изнесено обвинување за случајот Македонска банка. Поранешниот министер Бучковски не е задоволен од одлуката на апелација која му одреди казна затвор во трајање од 2 години за случајот армиски тенкови. Интересот за отпис на долговите е голем и досега 17.600 граѓани поднеле барање да им бидат простени долговите, вели министерот Ставревски. Надвозник се урна во Истанбул, при што загина најмалку 2 лица, а 2 се повредени. Според информациите, несреќата се случила кога мешалка за бетон удрила во мостот во квартот Авчалар. ЕУ размислува за воведување спортски санкции кон Русија поради случајот со Украина. Една од главните мерки може да биде одземање на светското првенство во фудбал во 2018. Американските власти стравуваат од можноста дека 11 комерцијални авиони кои исчезнаа во Либија завршиле во рацете на исламските милитанти и би можеле да бидат употребени за терористички напади. Сатија потврди автентичноста на видеото дека го екзекутирале 31-годишниот Стивен Сотлов, втор американски новинар кој се држеше како заложник од страна на милитантите.
Американскиот претседател Барак Обама изјави дека станува збор за ужасен акт за насилство и ги предупреди милитантите на Исламската држава дека раката на Вашингтон е долга и оти правдата ќе ги стигне. Обама нареди испраќање на уште 350 воени лица во Ирак како заштита на дипломатските објекти и персоналот во Ирак и оти Вашингтон ја продолжува поддршката на ирачката влада во незината борба против милитантната група Исламска држава. Сотлов инаку беше киднапиран во Сирија во 2013 година. Тој се појави на крајот на видеото минатиот месец на кое беше покажано убиството на американскиот новинар Джеймс Фоли. Милитантите во најновото видео се закануваат дека ќе убијат еден британски заложник. Американската армија нападна цели на екстремисти во Сомалија. Американската армија нападна цели на терористичката група Ал-Шабаб. Американските сили извршија операција во Сомалија, чија цел беше мрежата на Ал-Шабаб. Во моментот ги анализираме резултатите од операцијата и во текот на денот ќе бидат соопштени детали, изјави портпаролот на Американското министерство за одбрана, контраадмиралот Џон Кирби. Според NBC, повикувајќи се на армиски и извор, јави дека беспилотно летало уништило 2 возила во јужниот дел на Сомалија, при што главна цел во нападот бил лидерот на Ал-Шабаб Ахмед Абди Гордан. Обама му се закани на Путин: не помислувај да тргнеш кон Балтичките земји. Американскиот претседател Барак Обама пред заминувањето на самитот на НАТО во Велс ја посетил Естонија како би се состанал со тамошните функционери и претседателот Томас Хендриксон Илвес и отворено му порачал на рускиот лидер Владимир Путин да не се осудува да тргне на таа земја, но и на останатите балтички држави. Информацијата за Обамината посета со големо воодушевување ја пренесоа естонските медиуми, кои истакнале дека доаѓањето на лидерот на САД во нивната земја во момент на драматични случувања во Украина е од суштинска важност за нивната безбедност. Украинските војници се повлекоа од бојното поле во Луганс по тешките борби со проруските сепаратисти. Во судирите се заробени речиси 700 украински војници, додека во Минск завршија преговорите помеѓу представниците на Русија, Украина и ОПСЕ. Очекувано на состанокот на контакт групата во Минск, представници на сепаратистите од самопрогласената Народна република Донецк побараа од Киев да им се признае автономија во склоп на Украина, а со тоа и статус на федерална република. Ова е само почеток на процесот. Консултациите ќе продолжат на 5 септември. Ќе се разговара за потенцијален прекид на огнот и можна замена на заложници, изјави Андреј Пургин, лидер на самопрогласената Народна република Донецк. Лидерите на НАТО во четвртокот ќе се состанат во Велс, каде се очекува да се одобри формирање на мисија која би била подготвена да реагира и да ги одбрани членките на НАТО во случај на евентуална руска агресија. Независна Шкотска би била добредојдена во НАТО. Независна Шкотска би била добредојдена во НАТО, изјавил поранешниот представник на Велика Британија во Алијансата Дейм Мериот Лестли. Ниту една од 28-те земји членки на НАТО не би сакала да го наруши одбранбениот распоред на Алијансата во северниот дел на Атлантскиот океан и во Северното море. Земјите членки на НАТО не би ризикувале да не ја прифатат Шкотска во Алијансата во позадината на заладените односи со Русија, потенцирал Лесли. Бојкотот на Мундијалот во 2018-та е една од санкциите за Русија. Оваа идеја е предложена на работниот состанок меѓу членовите на Европската Унија, наведува извор близок на Европската комисија. А светот веќе доби неколку осмина финалисти на светското првенство во кошарка кое се одржува во Шпанија. Денес со дури 12 надпревари треба да биде појасен костурот за нокаут фазата која почнува во сабота. Од Гранада, каде се денешните на интересни мечеви, се јавува Зоран Мишевски. Кошаркарските мундијалски денови во Шпанија минуваат брзо. Денес 12 надпревари во рамките на четвртото коло во сите 4 групи. Кошарка има и во Гранада, Севилја, Гран Канарија и Билбао, а веќе имаме и неколку репрезентации кои што се сигурни осмина финалисти, но дилемите е од која стартна позиција ќе влезат во нокаут фазата која што почнува во Мадрид и Барселона од сабота. Планот на организаторите е да го дочекаат 14 септември големото финале во Мадрид со Шпанија против Соединетите Американски држави. Првата цел е двете репрезентации и фаворити да бидат први во своите групи, а еден од тестовите за Шпанија на селекторот Оренга е Франција. Финале на Евробаскетот од Љубљана минатата година, кога галските петли тогаш предводени од Тони Паркер ја совладаа Шпанија, во чии што редови не играше Пау Гасол. Американците се големи фаворити против Доминиканската република. Во тек се мечевите Нов Зеланд Украина и Египет Иран.
Од 17:30 играат Сенегал, Аргентина, Словенија, Ангола и Турција, Финска. Многу возбудувања треба да има тука во Гранада на мечот меѓу Бразил и Србија од 18 часот. Овде во игра може да биде второто, третото и четвртото место во групата, бидејќи има многу комбинации меѓу репрезентациите кои што се веднат за Шпанија со изедначен квалитет. Од 20 часот мечот на Хрватска и Грција, кој што се игра во соседната Севилја, е исто така еден од најпривлечните. Хрватите само со победа против нашиот јужен сосед може да се извадат за поразот од Сенегал и натаму да алудираат на првото место во групата. Литванија е голем фаворит против Јужна Кореја во мечот кој што почнува од 20 часот. Многу работи ќе бидат појасни пред се за позициите пред осми на финалето по одигрувањето на денешната серија на надпревари. Утре нема слободен ден, туку веднаш нова сесија од 12 мечеви и познати сите осми на финални парови. Од Гранада, Шпанија, Зоран Мишевски. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер со Тера.